Председателот на владата Димитар Ковачевски ја посети компанијата за производство на фина картонска амбалажа Евроскомерц во Старо Нагоричане. Истакна дека ова е пример на мал субјект кој во 1993 година започнал со работа, а денес брои 40 вработени и се специјализираше во својата индустрија. Со нивниот труд, вели, се гордее и државата, која преку мерки предонесува за изградбата на нивниот бренд. Оваа компанија, рече, досега има користено помош од државата од над 56.000 евра финансиски средства кои што ги искористиле за набавка на висококвалитетна машина за виткање и лепење на кутии за фармацевската индустрија, како и за нов производствен погон. Овде има машини кои на просторите на бивша Југославија ги има само во Словенија и во оваа печатница тука во Старо Нагоричане. Евроскомерц е само една од стотиците компании кои во изминатиот период владата ги помогна со финансиски средства и конкретни мерки за нивна одржливост и што подобро превладување на финансиската и енергетска криза, меѓутоа и за поттикнување на нивниот инвестициски развој. Во 2018 година го иницииравме Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој беше усвоен од Собранието, со цел да обезбедиме помош и поддршка покрај странските и на домашните компании. И затоа сакам да се заблагодарам и на пратениците од изборната единица број 2, пратениците кои што се од градот Куманово, кои се тука денес со мене, кои навистина има слух овој закон да биде донесен во Собранието. Според него само во 2022 година по основ на овој закон обезбедивме 23 милиони евра финансиска поддршка директна за компаниите, и тоа за 410 компании кои што најголемата државна поддршка ја добија токму во најкризната 2022 година, бидејќи волку висок износ на финансиски средства наменети за компаниите никогаш претходно од основањето на државата не бил направен. Ковачевски рече дека му е драго што мерките за поддршка на граѓаните во ковид кризата исто така покажале резултати. Обезбедена е помош за ранливите категории, но и за компаниите да ги задржат работните места да продолжат да работат. Во текот на кризата обезбедивме антикризни мерки во изnos од 760 милиони евра, кои беа највисок пакет на антикризни мерки во сите земји во регионот. Благодарение на овие политики денес имаме 8% намалување на невработеноста, 9,5% зголемување на вработеноста, највисоко ниво на минимална плата, највисоко ниво на просечна плата. Просечната плата е веќе на 36.000 денари по вработен, што е најголем показател и најдобар показател за економскиот раст и развој во државата. Секоја компанија е делче од мозаикот на домашниот пазар, а сите заедно се слика за европска и современа Република Северна Македонија. Преку професионализмот, стручноста и посветеноста на нашите компании се издигнуваме над границите на нашата земја и стануваме препознатливи во светот. И затоа и на почетокот кажав дека оваа компанија произведува амбалажа за производи кои што се познати и се користат во сите земји од регионот. Ковачевски се сретна и со жителите од Кумановско, каде што е завршена делницата Младо Нагоричане Куманово, Куманово Старо Нагоричане и пред еден месец беше пуштен во употреба магистралниот пат Куманово Страцин, инвестиција вредна 12 милиони евра, која се реализираше по повеќе од 32 години.